Премиерот Никола Груевски најави влез на нова инвестиција во Македонија. Станува збор за американската компанија која ќе инвестира во Прилеп и ќе вработи 1000 луѓе. Нашата работа и упорност дадоа резултати, напиша Груевски на својот профил на социјалната мрежа Facebook. Американската компанија Genterm е лидер на светскиот пазар и развивач на иновативни технологии за термален менеджмент. Во првата фаза ќе се изградат простории од над 6000 квадратни метри, а се планира со работа да се почне во четвртиот квартал од 2015 година. Во новите простории ќе се произведуваат индустријски производи, а се очекува да се отворат работни места за 1000 лица, се вели во соопштението од компанијата. Две кинески компании се сериозно заинтересирани за изградба на голема кланица и цементарница во Македонија, а постои интерес за реализација на енергетски проекти, најави премиерот Никола Груевски по билатералната средба со кинескиот колега Ли Кечијанг во Белград, во рамки на самитот меѓу шефовите на влади на Кина и земјите од Централна и Источна Европа. Груевски се заблагодарил за поддршката на Кина за градбата на автопатите Кичево-Охрид и Скопје-Штип, а посочи дека на средбата станало збори за проекти во делот на енергетиката и туризмот, како и за индустријата и индустријските зони. Се разговарало и за подпишување на спогодба за авиотранспорт, за што, како што рече, кинески компании веќе покажале интерес. Македонија, Србија, Унгарија и Кина потпишаа договор за заемна царинска соработка. Договорот е потпишан денеска во рамки на третиот состанок на шефовите на влади на Кина и на земјите од Централна и Источна Европа. Договорот предвидува царините на сите 4 земји да соработуваат во делот на размена на информации и документи, како и да се признава царинењето и постапката од другите царини и да ја продлабочи соработката. Целта на документот е да се поддржи регионалната и меѓународната трговија и да се создаде позитивна клима за стопанството и граѓаните за да можат полесно да патуваат и да пренесуваат стоки и на тој начин да се намалат трошоците. На состанокот беше презентирана и идејата и проектот за изградба на брза пруга која би одела од Грција преку Македонија до Србија и Унгарија. Унгарија смета дека има морална обврска да ја поддржува Македонија во евроатлантските интеграцијски процеси, а што туку го уверив премиерот Груевски дека ваквата позиција ќе остане и во иднина, порачи унгарскиот премиер Виктор Орбан по синокешната средба со шефот на македонската влада на маргините на самитот во Белград. Сметаме дека е недопустливо земја како Македонија, која има добри резултати и прави огромен напредок во последните неколку години, се уште да не е прифатена како членка на Европската унија и на НАТО. Тоа просто не е во ред. Разбирам дека имате многу дискусии со вашите соседи кои се тешко да се решат, но првично главните критериуми за приклучување кон НАТО и ЕУ се перформансите, а вашите во економијата и стабилноста се одлични, рече Орбан. Премиерот Груевски ги оцени односите меѓу двете држави како многу добри со одлична соработка на сите полиња и меѓусебно поддржување. Со одржување на иницијален состанок денеска почна да функционира нов механизам на социјоекономскиот диалог меѓу Македонија и Европската унија, во чии рамки треба да се изработи програма за реформа во вработувањето и социјалната сфера, како стратешки документ кој треба да предвиди мерки и активности за унапредување на состојбите во овие сфери на општеството. Со почнувањето на овој процес очекуваме дополнително да се зајакне и интензивира соработката, комуникацијата и диалогот меѓу Македонија и Европската комисија, и тоа во незначајните области како што се пазарите на труд, вработување, социјалната политика и образованието, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Тој потенцираше дека преземените реформи во сферата на вработувањето ги даваат очекуваните резултати, за што според него показател е намалувањето на невработеноста од 38 на сегашните 27,9%. Министерството за внатрешни работи продолжува со континуирани активности во поглед на спречување на продажбата и употребата на пиротехнички средства на две импровизирани тезги на Битпазар. Вчера МВР пронеде и одзема околу 350.000 парчиња разновидни пиротехнички средства. Со тоа Министерството продолжува со континуираните активности во поглед на спречување на продажбата и употребата на пиротехничките средства, соопштуваат од МВР. Во изминатата недела, поступувајќи во рамки на овој вид активности, единицата за недозволена трговија заплени околу 50.000 парчиња разновидни пиротехнички средства. При тоа соопшти МВР, против лицата кај кои се пронајдени пиротехнички средства ќе бидат поднесени соодветни пријави. Возењето по германските автопатишта од 2016 година веројатно нема да биде бесплатно, јавија чешките медиуми. Поред најавите, годишниот надомест за возачите на патничките автомобили ќе чини околу 130 евра, а за еколошките автомобили ќе се пресметува со попуст. Возачите ќе имаат можност да плаќаат надомест и за двомесечно користење на автопатиштата 22 евра или за 10-дневно користење 10 евра.